Подружницата на пошта во Гостивар ќе го прошири капацитетот со дополнителни шалтери. Како што најавува раководството, во подготовка е нов пункт за уплати и други поштенски услуги, кој ќе биде отворен за непол месец. Новата шалтерска сала ќе биде лоцирана близу објектот на судот. Проценките на надлежните се дека на овој начин ќе се задоволат потребите на граѓаните и ќе се намала чекањето и редиците. Сакам да ви соопштам дека чекаме до почеток на идниот месец да се отвара уште една сала, зашто ние, како и што ви знаете, иселени сме од поранешниот објект, сме стоеле под кирија, со администрација и со сите шалтерски работници. Таму ќе се отвара 4 благајни за уплата и еден за поштенски пратки, за поштенски услуги. И мислам дека ќе биде доволно за градот и кога ќе почнуваат и другите пошти, имаме една малјарди, имаме полиција и стурен шалтер. Мислам дека е доволно. Пошта се соочува со финансиски потешкоти поради неколку месечната пауза со вршење уплати. Сепак се прават напори и планови за зафати кои ќе ги подобрат условите за работа. Еден од главните е реновирање на централниот објект кој се наоѓа близу саат кулата. Моментално се сочуваме со економски проблеми како предпријатие. Значи, јасно, вие 4 месеци не сме функционирале со платниот промет, само со поштенски пратки. Тоа не е доволно, значи, за да преживееме. Имаме помош од влада, намераваме, значи, понатаке и ова главната, како што ја викам, да ја реновираме, поминате проектот, убав проект е и за нова шалтер сала, и за канцеларија овдека за административците. Значи, е голем проект, на 200.000 евра по моје сознание ќе кошта. Значи, ќе биде една од најмодерните сали за уплати, значи, за разлика од другите банки. Пошта повторно ги отвори шалтерите за уплати на сметки и фактури на 1 март. Платениот промет беше прекинат по прогласувањето стечај на Евростандард банка, која претходно имаше договор за таа намена.